Добар ден, ВМРО ДПМНЕ. Добар ден за најсилната авангарда. Добар ден за еден од главните мотори и двигатели на сите битки и победи на ВМРО ДПМНЕ. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ. Почитувани членови на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ, почитувани пратеници, почитувани градоначалници, советници, почитувани членови на Централниот комитет, почитувани членови на тимот на стратешки соработници, почитувани членки на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ, почитувани ветерани на ВМРО ДПМНЕ, уважени гости, драги присутни. Ке го почнам ова денешно обраќање со еден цитат кој совршено се вклопува со денешните мигови. Времето е неподносливо тешко, проблемите надвиснале, но не очајувајте народе. Пренесете им на своите браќа и сестри. Ние сме единствени и свесни за предизвиците и затоа победата е наша. Победата е наша и победата е заедничка. Ова ќе биде победа на сите млади, чии срца чукаат за промени. Ова ќе биде победа против оние кои сакаат бунтовноста денес да ја замолчат. Ова ќе биде победа на жедните за правда, оние кои копнеат за сигурност и оние кои ветуваат себе си дека нема да потрошат уште макар еден ден загубен овде. Во сивилото наталожувано со децении и политиканство градено со години. Еден новинар ме праша што очекувате од младите на овие избори. Јас му одговорив дека очекувам сите вие во оваа преполна сала да бидете своји, да бидете единствени, да бидете она што сте и да се борите за она што сакате да бидете. Да рушите бариери, да надминувате стереотипи, да бидете промената, да бидете обновата која ќе ја донесеме. Младите се за обнова не затоа што тоа е фраза, туку тоа е насушна потреба. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ има слободата, а секој од вас го има мојот збор дека ќе ви бидам најголемиот поддржувач за вашите идеи и вашите цели. Затоа што Македонија одамна го нема тој луксус да загуби уште една генерација која ќе се исели. Повеќето села одамна се празни, а сега градовите се празнат. Генерациите си заминуваат. Иселувањето не е како калемење на растение, туку тоа е како да откорнете од родната грудка и го пресадите таму некаде далеку на друга почва и во други услови. Колку и да боли, колку и да пече, ова е реалноста во Македонија. Можете на двете раце да ги наброите имињата на вашите врстници, луѓе од вашата генерација, вашето семејство кое се иселило. Македонија останува празна, а господари на она што малку преостанува се оние кои мислат дека власта е нешто што природно им припаѓа. Па така опиени од нејзе гледаат на функциите единствено како средство за богатење наместо место од кое треба да им слугуваат на граѓаните. И сиот тој гнев кој го чувствува секој еден човек во земјата е 10 пати поголем кај младиот човек, кај студентите, средношколците, тинејџерите кои гледаат дека некој им ја краде слободата, државата, а со тоа им ја краде и иднината. Иднината им припаѓа на кој друг, а не вам, младите. Секој почеток има и свој крај. А крајот на сето ова е близу и тој се вика 12 април лето господово 2020 година. Јован, ти ја водиш Унијата во најтешките времења за нашата земја. И ја имаш мојата полна доверба и довербата на партијата за да продолжиш да се бориш за младите, затоа што тоа е битка која е праведна, има кауза и оправдана цел. И знам, можам да го препознам тоа дека
младите се зомнува. Како што знам дека 12 април е денот кога завршува една неславна ера на политичари кои го лажат и манипулираат народот. Тоа е нивниот крај, а почетокот е со доаѓањето на обновата. Тоа е победа над неправдите, победа над системот кој силно ја гуши слободата. Победа над лагите и над сликата за криминалните политичари кои се богатат на грбот на народот. Тоа ќе биде победа не моја, туку ваша. Тоа ќе биде победа на народот над злото. На секој еден кој денеска е несреќен со тоа што го имаме како земја. Немаме повеќе животи за трошење, ниту пак години поминати во чекање. Ќе ви кажам и зошто. Затоа што 12 април лето Господово 2020 ќе биде нивниот крај. Имаме влада без визија. Имаме влада без концепт и програма. Кај овие луѓе нема ниту идеологија, ниту кауза. Затоа што тие имаат испраксирано еден па исти метод кој не е голема суштина. Туку за да го применувате е потребно само да имате отсуство на морал и да немате проблем да си играте со човечките судбини. Зоран Заев, она владење кое што го имаше во Струмица како градоначалник, сега како премиер го пресликува во Македонија. Тоа е владење кое се потпира на две клучни карактеристики: притисок, корумпирање и купување на луѓе, кои подоцна мисли дека се негови робови, затоа што мисли дека нему нешто му должат. Заев, кога стана градоначалник, не пропушти буџетите, парите на граѓаните така прецизно да ги распредели на компаниите, на братучерите, роднините и блиските пријатели. Се сеќавате на оние тендери кои во Струмица завршуваа кај бате, чиче и братучерите. Па така парите на народот станаа пари на семејството Заеви. Секогаш кога имаше избори, дел од тие пари одеа за подкуп, корумпирање или решавање на ситни проблеми на притиснати од мака граѓани. Откако ќе прифатите заевци да ви дадат дел од парите кои што ги изрекетирали и украле, тогаш вие станувате нивни робови, а цената секогаш треба да се плати и таа е неколкукратно зголемена на денот на избори. Доколку не може вака да ве скршат, уценат, тука се притисоците и заканите. А во тоа се махери, погледајте го само случајот Рекет. Токму тоа што Заев со години го правеше во Струмица, сега сака да го примени во цела Македонија. Без пардон, без скруполи. Онака, голо, сурово. И затоа нема визија, нема концепти, нема програма, туку безцелно талкање, ветување, лага, па потоа следи извинување. Ако порано крчмеа буџет од 4 милиони евра во Струмица, сега сакаат да си играат со буџет од 4 милиарди евра. Со парите на сите вас, без задршка. Неговата игра all-in за Македонија е руски рулет, каде влогот е незиното постоење иднина. И така, чекор по чекор тие станаа најбогатото семејство на Балканот, а можеби во Европа. А Македонија, најсиромашната земја во Европа и најкорумпираната земја на Балканот. И ако есента е период кога денот се намалува, ако е сигурно по ноќта дека доаѓа утрото, исто така е сигурно дека Зоран Заев, кога ќе дојде периодот на избори, не ја говори вистината. Затоа нема мака и преку цела година за волја на вистината, но ова се засилува само пред избори. Иако се сеќавате, неколку пати отворено предупредувам дека изборите се време кога Зоран Заев кажувањето на невистини го има вклучено на најак. Па така, кога не разговара со некои пранкери, ке се истури со ветувања за повисоки плати, пензии, синдикални договори, ветувања за професори, наставници, доктори или што уште нема да му текне. Само бесплатност нема ветено. До душа, чистиот воздух го заборави, затоа што секој измина ден го демантира. Но нема да има проблем да продолжи да ветува други работи и така ветување без суштина и препакувани лаги ќе се изнаслушаме во периодот кој што следи. Но на ваквите и троштини и предизборни лаги никој веќе не наседнува. Тоа е минато. А не наседнува затоа што луѓето имаат искуство.
Народот овие денови засилено вели, ако еднаш не излажат, тогаш е до нив. Но ако тоа го направат два пати, тогаш тоа е до нас. И затоа отпорот на народот е голем кон сите оние невистини и лажни ветувања кои ги истура владата. Во истиот ден кога најави зголемување на платата на наставниците и професорите, требаше да каже Зоран Заев всушност дека одзема од платите на овие луѓе. Секој наставник и професор треба да знае дека Зоран Заев не ја зголемува вашата плата. Зоран Заев ви одзема од вашата плата која ви е гарантирана со законот за минимална плата и колективниот договор во образованието. И тоа во просек од 5600 денари согласно старата, односно речиси 11.000 денари согласно новата минимална плата. Исто како што пензионерите треба да знаат дека за овие 3 години власт требаше пензиите да пораснат за најмалку 1500 денари, согласно законот кој Зоран Заев го промени, односно со кој го укина усогласувањето. А сега ќе вели дека ќе покачувал поло таа сума која претходно им ја одзема, односно цели 700 денари. И секако нема да чуете квалитетен демант од владата на сето ова што го зборувам, туку само празни памфлети. Нивната реакција се сведува на штуро партиско соопштение или некаква изјава од партиското седиште со општи излитени фрази како Груевски ја водел партијата, режимот, диктатурата и така натаму. Иако сето ова нема никаква допирна точка со тоа што владата им краде пари на пензионерите, наставниците, професорите. А кога сме кај обвинувањата за режим, тука СДСМ се ненадминати. Тие, впрочем, стануваат производ кој го усоврши не само маните, безквалитетните страни на претходната влада на ВМРО ДПМН, туку тие се заеднички именител на сите недостатоци на сите претходни влади изминатите 28 години. Власта не може да купи чест, достоинство и доверба со некој денар за доцнато или премало покачување. Македонецот не се продава за шака денари кои принудно сакаат овие да му ги дадат, а кои пак природно му следуваат. И не плука врз предците, кон оние кои што со живот го платија она кое што ние денеска го живееме. Треба да се биде реален и да се каже дека имаме реални порази како држава и премиер кој не се срами да носи порази. Погледнете ги само овие во последните неколку месеци. Му ја зема Ципрас машната и како одсечен скалп се фалеше со незе. А пред некој ден Мицотакис го викна за да му каже дека промовира светски бренд дека Македонија е Грчка. Среде, Скопје, во Охрид им се случи Чернобил и не реагираат, а згора на се пробаа и да го сокријат. Наместо правда, гледаме секојдневно оној поранешен пратеник кој бараше полче, се сеќавате. Наместо да одговара пред законот, шета по телевизија и е главна звезда. Испраќа порака дека никој ништо не му може. Исто како и Ременски, која наместо да биде повикана за рекет, гледаме пресметка на параполициски структури во СДСМ, кои наместо за правда се бора за себе си и да ги заштитат своите матни сделки. Но проблемот е што судството е урнисано. Кога така говорат за нивното надградено Сваровски судство во Луи Витон правосудство, ќе помислите овие луѓе не се 3 години на власт, туку само што дошле. Па демек, министерката Десковска била револтирана за застарените предмети во судството, ама кога ќе им треба истото тоа судство да испорача некоја одлука под маса, тогаш власта и Зоран Заев се најзадоволни. Нивната тактика е тие да удираат по судиите, а овие да молчат, бидејќи сакаат да го амортизираат незадоволството од неспособноста и подземните игри кои ги прават. Ама не може да се амнестираат од фактот дека не донесоа правда. Не може да се права дека не се од овде. Демек, Џолев не чинел, а овој прв на сите нивни приеми има исти ставови како власта. А што е со Кацарска, Рускоска, кои се роводци на овој трули корумпиран судско-обвинителен систем? Нели до вчера се фалеа дека прават реформи со Советот на чие чело е Зоран Заев? Нели до вчера Заев го отвараше судството како пупка? И сега, кога доаѓаат избори, истиот оној кој ветуваше реизбор на судиите откако благонаклонетите од минатото седнаа во неговиот скут и му станаа најверни слуги,
една реформа не направи во судството, тогаш реши ќе правел ветинг. Ајде ви се молам. Не може да бегаат од одговорност затоа што до гуша се извалкани со игрите кои ги прават. Го слушам вчера, ќе правел ветинг во Велес најавува. А заборави дека само пред неколку месеци еден градоначелник од Скопје на пресконференција јавно го презентираше рецептот за ветинг на Зоран Заев. А тоа е притисок или овој судија да биде судија, или договорот не важи. Таков е ветингот под принципот на Заев. Колку повеќе ми слугува, толку повеќе ќе напредува во судството. Така веќе не може и после 12 април ќе следува отчетност и одговорност за сето ова кое што го направив. Реформите на Заев во правосудството се реални исто онолку кога и во моментите кога сака да звучи веродостојно, прави паралели со лаги, па ќе чуеме еден ден дека ќе облекол железни опинци, а веќе следниот ден ветува дека ќе одел бос, ама 500 евра просечна плата ќе сме имале, но во реалноста, за жал, нема ништо од тоа. Па така ќе ни убедуваат, додека издржиме да стигнеме до 500 евра просек плата, дека и со 17.000 денари можел да се издржи месецот. Само не кажуваат како, и сето ова додека нивните илјадници евра плата им стигнуваат на сметките на почеток од месецот и удобно си живеат, а пак оние милионски црни сделки, тендери, тоа е за гратис, тоа е колку за да имаат по некаков убав провод. На граѓаните им одземаат 30 на милиони евра со прогресивниот данок, па го вратија ранниот данок, ама никаде ги нема да кажат дека ќе ги вратат и овие 30 на милиони кои ги одземаат од фирмите и граѓаните. Нивното извини не поминува затоа што парите кои ги зема од даночните врзници не ги вратија. Но ако се побуните за своите права, тогаш ќе извадат од под маса закон за забрана за протестирање. Замислете овие, чија што уста е полна со европски вредности, сакаа на шверцерски начин во собранието да протнат закон за забрана за протестирање. Тоа не го прават затоа што сакаат да направат ред, туку затоа што деспотот се плаши од својот народ. А се плаши затоа што човекот права грешка до грешка, неправда до неправда. И кога така сакаат да забранат да се собира народот, не престануваат и да прават притисок во медиумите. И кога ќе речат биле за слобода на медиумите, тука фактите ги демантираат. Клучот, наспоред нивните зборови провладината 1 ТВ, на Независен вестник, Нова ТВ, Вест, Утрински дневник, кажува дека медиумите умираат. Исто како што се стега и независноста, затоа што во еден од кабинетите на Илинденска се штанцаат и лажните вести за мене, против моите соработници и за ВМРО ДПМН. Се тепаат новинари, им се закануваат, а на тоа владата молчи. А ги нема и оние советници на Зоран Заев кои се прават заштитници на слободата. Но секоја лага им се распрснува како онаа хајка која што ја правеа за мојот имот, кој го стекнав пред да влезам во високата политика. Но сега, откако и нивната државна комисија за спречување на корупцијата кажа дека се е чисто, ги нема да кажат некој збор за тоа, молчат. Но факт е дека не сме сите исти. И колку тоа да сака да го представи така власта, треба да знаат дека честа и образот за мене нема цена. Дури и во едни вакви услови на апсолутна власт на СДСМ, со се што видовме овие 3 години притисоци, монтажи, рекети, успеа да се конструира случај против мене, но за жал, за нивна жал неуспешно. Очекувам најмалку барем да се извинат за клеветите кои ги изрекоа против мене и моето семејство, но поважно е да свата дека не сме сите исти и дека во политиката може да има и честност, и принципи, и чест. И немам намера да продолжам да анализирам каде се погрешија и колку црно направија на овој народ и нашата земја. Тоа вие сите добро го знаете, затоа што го живеете ова секојдневие, делејќи ја заедничката судбина. Во продолжение, сакам да ве уверам што е тоа во што јас силно верувам и што јас силно ќе се залагам. Јас верувам во принципи и вредности.
И во една поинаква слика за политичарот од онаа каква сме навикнале да ја гледаме овие 28 години. Не смееме да го разочараме народот, ниту на функциите да гледаме како некое наследено право. Функцијата пред да биде привилегија е одговорност. Одговорност кон народот и кон Македонија. Моето најголемо настојување ќе биде да има апсолутна правда и секоја неправда која ќе биде докажана, секоја злоупотреба која ќе биде направена да биде жестоко казната, без оглед кој е од каде доаѓа и колку е близок со мене. Сигурно се запрашувате зошто посветувам толку многу внимание во настапите со испраќање на пораки до идните пратеници, до оние кои имаат одговорноста во владата на ВМРО-ДПМН. Затоа што сега сакам да укажам што е тоа што не смееме да правиме, затоа што кога ќе дојдат на позициите, треба да знаеме дека тогаш ќе се действува. И не сакам потоа да кажеме дека некој не предупредил, некој не кажа. Тогаш ќе биде доцна. Секој отстапување од принципите и моралниот кодекс ќе биде санкционирано. Народот нема ништо од тоа кога политичарите ќе речат извинете. Вообичаено тогаш штетата е направена, а времето не се враќа. Мора да се действува пред да биде направена грешката. Принципите за кои говорам нема да бидат слово на хартија или напразно кажан збор, туку морален кодекс кој мора да го знае и применува секој кој ќе ја има одговорноста да му служи на народот. Овој морален кодекс е за да не дојде до грешки, за да ја смениме сликата за политиката во Македонија. Прво, нема да има предолго останување на функција, затоа што секоја таква појава, колку и таа успешно да се обавува, предизвикува рутинизирање и чувство на самодоволност и арогантност која доведува до одлепување од народот. Така се намалува квалитетот, а максимумот кој треба да се даде се сведува на минимум. Нам не ни требаат функционери кои ќе бидат заштитени како бели мечки. Функцијата не го прави човекот, туку човекот ја прави функцијата, а таа мора да му служи на народот. Второ, ако има некој функционер кој сака да обавува и функција и да биде истовремено бизнисмен, нека заборави на тоа. Не може тоа така. Овој народ мора да има луѓе на позиции кои треба да им одговараат на барањата на граѓаните, а не на личните бизнис интереси. Трето, мора да излезе на површина квалитетот на луѓето и нивните способности. Доколку има некој кој што е надвор од нашата коалиција и партија, а кој што е подготвен да се вложи со своето знаење и квалитет и одредена позиција, ќе биде добредојден тоа да го направи. Бидејќи таквиот избор на квалитетни кадри носи бенефити за народот, за државата, па и за нашата партија, зашто граѓаните ќе ја наградат и партијата поради луѓето кои честно и одговорно работат. Четврто, администрацијата мора да се ослободи од стегите во кои сега работи. Реваншизмот не смее да биде слика која се повторува 28 години, туку тој треба да се замени со функционирање на правната држава и словото на законот. Треба да одговараат оние кои вистински се огрешиле спрема народот и законите. Треба да се плашат само оние кои нанеле зло и направиле криминал. Пето, мора да бидеме достапна влада за народот. Ако можам јас за еден месец да минувам милијанници километри низ нашата земја и да правам контакти со народот, тогаш тоа ќе мора да го прави секој еден кој ќе има одговорна позиција во новата влада. Мораме да ги слушнеме и барањата на коморите, синдикатите, еснавските здруженија. Преку таквите консултации ќе прибираме идеи и размислувања, но и ќе се коригираме. Ќе формираме координативно тело раководено од министер кој ќе организира оваа работа. Шесто, ќе имаме посебно внимание и почит кон верските заедници и религиозни групи согласно нашата идеолошка определба. Но исто така ќе ги почитуваме и маргинализираните групи и сојузи, нудејќи општество без предрасуди и без стереотипи. Седмо, силна економија, силен економски раст и развој, образование кое е квалитетно и модерно, шанса за младите и посебна стратегија за борба против иселувањето. Ќе понудиме решенија како дел од план со кој мора да се спротивставиме на екзодусот со иселувањето, да ги задржиме луѓето кои тука ќе градат иднина, да обезбедиме правда без исклучок
Здравство со стандарди и квалитет, земјоделие кое ќе нуди и можности за земјоделците, култура со почит кон традицијата и модерното и без влијание на политиката. Ова се основите кои ќе ги следиме во идната програма и ќе се трудиме да оствариме што е можно повеќе, и ако нема реализација на ветеното, тогаш казната од народот ќе дојде. Нема да има мешање на политиката каде што не е местото. И уште сега сакам да кажам, ќе ветуваме реални работи кои ќе ги реализираме. Не сум човек кој може се да каже и вети само за да направам тие околу мене и пред мене да бидат задоволни. Јас ќе го ветам само она во кое што верувам и знам дека ќе го остварам. За младите имаме цел сет на мерки, нов пристап и нов начин за комуникација. Младите ќе бидат вреднувани и почитувани. Ќе имаме мерки со кои ќе им се помогне при вработувањето, ќе подобриме стандарди во образованието и пред се ќе ја имаат слободата која им недостасува. Партнерски однос кој тие го заслужуваат. Разговор на равноправни и почитувани индивидуи. 8. Идните функционери ќе мора да се откажат од луксузирањето. Доста е од луксузирање 28 години на политичарите. Нема да има трошоци за непродуктивните работи и за личен комодитет. Не може народот да е на леп и сол, а функционерите да се луксузираат. Не оди тоа така. Треба да се стави крај на таквиот морален хазард. Јас ќе бидам прв меѓу еднаквите. 9. Имаме јасни стратешки партнерства со Европската Унија, Соединетите Американски држави и НАТО алијансата. Ке работиме за Европската Унија, ке работиме за стандарди и принципи, да си ги признаеме слабостите, за да можеме да одиме напред. А ниските страсти во политиката ќе ги оставиме на страна. Тие партнерства се базирани на меѓусебна почит и поддршка на вредности и взаемен интерес, а не непотребно и недостоинствено додворување. Еден мој пријател од една голема западна земја, членка на НАТО, во една прилика ми рече: имаме проблем со Зоран Заев. Се живо ветува на секаде, никому не вика не. Од мене нема да чуете приказни дека на некого ќе му го мекнувам срцето само за да ни прогледа низ прсти. Туку има да се засукаат ракавите и да се работи деноноќно. Колку и да сакаат луѓето од сегашната власт да не наречат екстремни националисти, знаат дека ние сме родолюби и патриоти кои си ја сакаат земјата и ги бранат заедничките интереси. И кога говорам за македонизмот, говорам дека тоа е основата на нашето општество на која треба да се развиваме. Ниту антиквизацијата, ниту онаа насилна севернизација која што ни се турка во последно време, туку македонизам како космополитска идеја која треба сите нас да не врзува и да не обединува. Било и ќе остане. 10. Нема да бараме поддршка базирана на трговија со гласови, туку поддршка базирана врз програма и цели. Немам хипотеки кон никого во политиката и јас и сите ние единствено можеме да се обратиме кон оние кои не поддржуваат со работа и со принципиелен однос. Ова е моралниот кодекс составен од принципи и вредности, а следува и програмата. Промените кон подобро ќе се почувствуваат во првите 100 дена од мандатот на новата влада. Ова е тешка работа. Посебно во систем кој е навикнат на виткање кичма и ќе има и отпор, тоа го знам. Дали ќе биде лесно? Нема да биде лесно. Дали ќе ги решиме сите големи проблеми кои постојат? Не знам. Ама дали со сите сили ќе се бориме да успееме? Тоа да. И тоа ви го ветувам стоејќи овдека пред вас со сиот свој морален интегритет и чест.
дека крваво денонокно ќе работиме за да успееме, за да ја видиме Македонија модерна европска земја, членка на Европската унија, онаму каде што е местото. Верувајте во себе. Верувајте дека доаѓа обновата, затоа што обновата не е само слоган, туку нов начин на делување. Филозофија во која цврсто верувам. Обновата е среќна Македонија горда и исправена, земја на надеж, земја на сигурност. Обновата е и правда, безусловна правда. Нов начин на функционирање, искреност, честност и честитост. Следува референдумот за Македонија. 12. април лето господово 2020-та е тој ден. Македонија е нашето се. Да ги поразиме оние кои носат порази. Изборот е Зоран Заев или Македонија. Народот ќе одбере Македонија. Знам дека тоа е така. „12. април е денот кога ќе треба Македонија да стане, да биде на нозе. Тоа е вториот 8 септември за нашата татковина. Да покажеме кичма, да победи моралот, сонцето да се вее и да свети најсилно. Македонија тоа го може затоа што таа е нашето се. Да го дадеме последниот атом од нашата сила, да се избориме за среќна иднина. За Македонија вреди секоја секунда од нашите животи борба за низа. Знам дека ќе победиме и знам дека Македонија ќе исправиме. Таа енергија ја гледам, ја чувствувам насекаде ширум нашата држава. Но она што е важно да им кажеме на сите, старо и младо, машко и женско, ова е наша битка и битката на нашата генерација. И ова е битката на мојот живот, за она во што верувам, за она што ме воспитале моите родители и за она што ги одгледувам моите деца. Овде се работи за сон, за идеја, се работи за цел, а тоа е Македонија. Македонија достоинствена, наша, заедничка, обновена, почитувана и горда. Да сте живи и здрави и да ни е Македонија вечна. Ви благодарам од срце.